Па да, точно е, точно е. Впечатоците од изминатиот Пајнца фест се се уште свежи. Тоа беше како една матурска средба на неколку генерации заедно на исто место. Се сретнавме со голем број другари, другарки, пријатели, нивните деца, нови групи, нова свежа рок-н-рол крв, се дружевне, џокавне. Шо поуво? Се на едно место. Дефинитивно, мислам дека ова манифестација треба да продолжи во иднина и да прерасни и да се трансформира во нешто поголемо. Интересот, како што видовте, е голем. Треба само малце поќе средства и подобра организација. Инаку самата улица, самото место има голема символика. Задна задбината е кафаната Дајдам, во која се береа многу пијаници, џокаџи на времето. И ние имаме спомнато во песната Пијаница. Вели вака: кој ќе умрам, гроб сакам да ми ископате пред Дајдам. За полесно на други свет шишлак да си најдам. Чактис? Десно од бината на ќошот се наоѓаше кафе-барот Пајнца, околу кој се дружевне и околу кој се случваја многу интересни работи, многу дружење и се останато. А во истата улица, скроз на другиот крај на ќошот, се наоѓаше еден од култните кафе-бари во Битола, Бенарис, на Љупчо Хипико, кој моментално живее во Шпанија. На тоа место Чоканче го скрши мразот пред многу години и прв пат фактички почна да се свири на мало место. Ние бевме изгорени за свирка, а немаше можности кај да се свири во поголеми места, така да мораше да свириме негде. Хипико ни излезе во пресред, го прашавме на вечер дали може да се пикниме тука во едно метро место да свириме. И се си беше за мерак. Од тогаш наваму, еве до ден денес како што гледате, се свири на мали места. Поздрав до шеталиште и Битола од Чоканче.